Луксузните автомобили секогаш имаат нешто повеќе да покажат во однос на останатите. Но кога станува збор за знаменосците на луксузните автомобили и луксузните марки, тогаш тоа мора да се погледне од еден поинаков аспект. Четвртата генерација на Audi A8 не е само спортска, туку е и технолошки напредна. За 13 см е зголемена каросеријата на оваа лимузина, но во каросеријата се сместени многу технолошки и електронски остварувања. Кога ќе се погледне внатре, се делува темно и штуро, но тука е и трикот. Кога ќе се даде контакт на автомобилот, тогаш се случува вистинска трансформација. Пред возачот е дигитален дисплеј кој има безброј податоци. Од страната имаме уште еден дисплеј на кого може да се исцртуваат податоци за многу функции на автомобилот пред се навигацијата. Дури имаме дисплеј и за командување со клима уредот. Внатрешноста на A8 делува пуритански, но и чисто машински. Сепак има скриени детали кои го прават кои ја прават внатрешноста дури и емотивна, како што е трансформацијата на централната конзола од која искачаат дифузорите за воздух. Инаку, за луксузот не треба многу да се зборува, бидејќи во внатрешноста на A8 се вметнати премиум материјали, најфина кожа, најфино дрво и најфин алуминиум. Но, она што ја прави A8, она што е се возните својства. Но сепак, Audi, како луксузна лимузина, ја осмисли A8-ката да може собственикот сам да ја вози, но и да се вози на задната клупа. Како што реков на самиот почеток, Audi A8 е подолг во однос на претходната генерација за 13 см и веднаш се забележува дека има огромен простор за нозете и за колената, но и дискрецијата покрај затемнетите стакла се покажува и со овие странични завеси кои дополнително даваат дискреција. Самиот наслонувач за раце е огромен и во него се содржани не само простор за дребули, туку има и контролор на останатите функции позади. Контролерот е направен во стил на таблет и на него може да се контролираат не само температурата, туку и греачите на задните седишта, како и ладењето на задните седишта. Овој автомобил е направен за да биде не само престижен, туку и да ги исполни очекувањата на сите типови на возење. Па затоа има, впрочем, како и повеќето луксузни автомобили, дотерување на начинот на возењето, спортски, комфорен, динамичен и да не набројувам понатаму. Но сепак Audi според својот имидж, но и според конфигурацијата е еден од најинтересните за возење, особено во својата луксузна верзија A8. Таа има 3-литарски турбодизел мотор и перманентен погон на сите 4 тркала, популарно наречен кватро. Па, иако оваа лимузина има нешто повеќе од 5 метри, е извонредно агилна и може да се вози како компактен автомобил. На тоа допринесува огромната технологија која е вградена во A8-ката.
Вистинско задоволство е да се вози една ваква лимузина. Таа, иако има луксузен предзнак, има нагласени спортски гени. Па можете слободно да се забавувате во свиоци со неа. А инаку, Ауди големо внимание посвети на модерните електронски помагатели. Пред се, тоа е третото ниво на автономно возење, потоа препознавање на пешаци и сопирање до брзина од 50 км на час кога ќе се забележи пречка во Ауди големо внимание посвети на безбедноста, пред се благодарение на електрониката. Во него се вградени сите неопходни помагала што се однесува до безбедноста. Тој препознава пешаци, сопира, а исто така е опремен и со трето ниво на автономно возење. Па возачот кога не би сакал да се забавува и динамично да вози, тогаш може комотно да се опушти и да даде предност на камерите, сензорите кои ја контролираат ситуацијата. Во име на екологијата, Ауди успеа да направи еден полухибриден систем. Тој нема големи батерии да ја складира енергијата, но работи на 48 волти. Онаа кинетичка енергија која во принцип се губи од сопирањето, Ауди ја собира во двата акумулатора и ја користи пред се за електрониката и електронските системи кои се наоѓаат во автомобилот, а што се однесува до забрзувањето, сето тоа е оставено на 3-литарскиот дизел мотор. А забрзувањата и меѓузабрзувањата на А8 се извонредни, иако нема извонредно силен мотор, но сепак во Ауди А8 се чувствувате и господски и спортски. Интересна синергија, бидејќи и целата внатрешност е апострофирана на технологијата, а не на луксузот. Оваа верзија на А8 е одлично опремена и мислам дека нема поголема потреба од интервенција во опременоста. Нема потреба многу да се зборува за Ауди А8, бидејќи треба повеќе да се остави простор на чувствата, а не на зборовите. А кога сме кај чувствата, тие се интензивни во било кој момент и во било која ситуација кога сте во Ауди А8.